Во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани денеска до 15 часот се пријавиле 58 земјоделци оризопроизводители за добивање субвенција по основ на предадена оризова арпа во текот на месец јули од реколтата во 2015 година. Со примањето на апликациите од страна на земјоделците оризопроизводители, кои за добивање субвенции по предаден килограм оризова арпа кај откупувачите, во подрачната единица започнаа од 1 август. За изминативе 15 дена во подрачната единица се поднесени вкупно 367 барања, од кои само во текот на денешниот ден 58. Истакна Владко Минов, советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Кочани. Интересот кај земјоделците за овој вид субвенција од владата, истакнува Минов, е мошне голем, зашто зборува и зголемениот интерес од нивна страна, а и бројот на поднесени апликации за добивање субвенции. Земјоделците во најголем дел ја подготвуваат документацијата со која аплицираат за добивање субвенција, која е трета по ред доделена од владата за надминување на состојбите во оризопроизводството и откуп на оризовата арпа од страна на откупните предпријатија во регионов. Земјоделците, истакнува Минов, се добро информирани со новата мерка, со која земјоделците кои имаат пријавено земјиште до 2 хектари, на која одгледуваат оризова арпа, ќе добијат 5 денари дополнителна субвенција за предаден килограм кај откупувачите. Земјоделците со земјиште од 2 до 10 хектари имаат право на субвенција од 4 денари за килограм, а производителите со пријавено земјиште над 10 хектари на која одгледуваат ориз ќе добијат по 3 денари за килограм. Одлуката арпата да биде предадена од 1 до 31 јули, владата ја донесе со цел да се продадат количините останати од минатогодишната реколта. Пријавувањето и поднесувањето на документацијата за добивање на субвенции за оризопроизводителите ќе важи до крајот на месец август.